За да профункционира системот Safe City, во собранието треба да се донесат измени на 5 закони. Законот за прекршоци, Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Законот за извршување санкции, Законот за возила и Кривичниот законник. Со измените на Законот за прекршоци, на возачот му пристигнува порака дека направил сообраќаен прекршок, а бил фатен на камерите на Safe City. Добивате порака имејл со линк до записникот. Ако за 24 часа не го отворите линкот, системот ве потсетува уште еднаш. Имате 8 дена да го отворите. Од моментот на отворање имате уште 8 дена да ја платите казната по половина цена. По истекот на тие рокови ќе треба да се плати целата сума од казната. Ако сметате пак дека немате вина, со записникот одите во суд, а МВР мора да докаже дека прекршокот е навистина сторен. Ако пак некој друг го возел вашето возило, двајцата одите во полиција и записникот се префрла на вистинскиот возач. Ако не можете да отидете заедно, доволна е нотарска изјава од лицето што го управувало вашето возило, која треба да ја предаде во полиција. Доколку не платите казна, не одите во полиција ниту во суд, системот автоматски го предава вашиот случај на УЈП за присилна наплата. Кај потешките прекршоци, кога покрај казна следува и забрана за возење, МВР ќе ви извести по порака или мејл дека судот донел решение дека имате забрана за возење. 8-миот ден од добиената порака забраната стапува на сила и тој ден добивате ново известување дека веќе не смеете да возите. Законот за безбедност пак ќе се усогласи со Кривичниот законник и безобзирното возење, односно возење пијан со над 1,5 промили, под дејство на дрога, возење во спротивен правец и со брзина од 70 км на час над дозволената, веднаш ќе одговарате кривично. Иако досега имаше контрадикторности, некои од овие дела се водеа и со прекршочни постапки, со овие измени возачот кривично ќе одговара. Во измените на Законот за возила, нотарите ќе имаат активен пристап до регистарот на возила, за кога автомобилот ќе биде продаден од едно на друго лице, веднаш да интервенираат дека се менува сопственоста. Доколку пак сте го промениле бројот на телефон, должни сте во полиција или во станиците за технички преглед да пријавите, во спротивно ќе ви биде изречена парична казна. Во Кривичниот законник и Законот за извршување санкции ќе се дорегулираат овие одредби и ќе има усогласување со законите. Во моментов единствено измените на Законот за безбедност на сообраќајот се донесени во собранието. Измените на Законот за прекршоци се во процедура и се гласаат со двотретинско мнозинство, а преостанатите 3 закони се уште не се во собраниска постапка. Ако Safe City стартува на 1 јануари, измените на законите мора да бидат изгласани до крајот на декември. Ако почетокот се помести за 1 февруари, крајниот рок за донесување на овие измени е 31 јануари. Тамара Дичевска, Сител телевизија.